Почитувана колешки, ако јас критикувам само ради критика, тогаш вие фалите само за да фалите и во исто време ако вас некој ве слуша, тогаш веројатно граѓаните досега ќе има 103% доверба, познатото 103% од вашата Катица Јанева, која што ја носевте на маички. Ако сте искрени во желбата и она што го зборувавте денес овде, постои начин. Заедно на ребаланс ќе изгласаме барањата на председателката на судскиот совет. Вие сте од власта, ние сме од опозицијата. Ако сме искрени, ова е единственото конкретно нешто кое што ние можеме да го направиме. Така ќе направат софтвер, ќе направат статистика, ќе имаат поголем фонд на парични средства за човечки ресурси кои што им се потребни. Меѓутоа, од друга страна, треба да видиме бе колешки програма. Треба да видиме конкретни работи кои што ќе се прават во наредниот период. Јас се лутам на копи-пейст што гледаме цело време тука во собранието. Не може истите состојби да ги имаме, истите потреби да сме ги имале лани и да ги имаме за наредната година. Значи, ова треба вие сами да се согласите на ова, а не да излегувате и да кажувате дека јас само критикувам. Напротив, реков, ако ситуацијата се променувала етапно, секоја година, ќе имало резултати. Колешки, вие не заборавајте, 5 години сте на власт. И сега ми зборувате за избор на судии. Ќе ве молам да не зборуваме за оваа тема. Затоа што ќе кажам можеби некои работи кои што нема да ви се допаднат на никој од вас. Не ни е на нас кратка меморијата, па се сеќаваме и на еден софтвер за кој што не се расчисти дилемата и случајот. Еден софтвер како се бира суди за Академијата на суди и јавни обвинители од еден ваш бивши генерален секретар. Уште нема епилог по овој предмет. Може би и намерно нема, затоа што веројатно и половина од оние што сега треба да бидат избрани и да ја завршат Академијата ќе се утврди дека немаат ни основни познавања и дека се ставени таму заради тоа што се синови и керки на некој. Вие ќе зборувате за избор на сваровски судија, какви се вашите бе колешки? Па вие не направивте никаков напредок во сето ова. Вие уште до таму не ставивте, до 8% доверба во судството на Република Македонија. Волку ниско никогаш не било. Не е тоа од добро работење, колешки. Не е тоа од добро работење. Сите функционери во државата на први функции, највисоки, во институции, имаат керки и синови во Академијата за суди и јавни обвинители. Зошто? Заради тоа што некој таму за нив решавал преку софтвер. И некој сега што вака ги избрал, ги кажал, немојте да зборувате за избор на суди и обвинители. Затоа ни е вакво судството, затоа обвинителството е на вакво дередже, како што е сега. Да зборуваме за конкретни работи, да зборуваме за предлози. А вие не кажавте ништо од предлози, јас не зборував за бројки на решени предмети. Нормално е тоа е во делокругот на работата. По делокругот на работата да решаваат предмети. И сега вие треба да се запрашате со вашите реформи на вашата партија од која што доаѓате, дали удоволивте да има повеќе судии. Дали удоволивте да има подобри услови да имаат за работа. Дали се замисливте па какви се платите и надоместоците и основните финансиски средства на вработените во судовите, затоа што и тие се чинители исто така. Ние гледавме пред некое време, пред неколку години и го зборевме тоа. Имаше како се даваат пари во пликце снимка. Го дава со видеокамера снимано со пари на пликце како се дава на некој соработник на судија за да ја заврши работата. И од тоа нема ништо. Додека се занимаваме со вакви рекли, казали и изборуваме сега ние за да кажуваме само проформа дека се работи нешто, до тогаш нема да имаме резултати. Од друга страна, кој рече дека нема честни и поштени судии кои што си ја работата онака како што треба? Има. И тоа нивниот број е многу поголем од бројот на корумпираните судии. Меѓутоа, дали постојат корумпирани судии? Постојат. И вие не можете да го негирате.
Проблемот е како да стигнеме до истите и како да дадеме ветар во грб на судскиот совет да ги разреши, а не да разрешува политички. Тоа е проблемот со кој што се соочуваме. Кога ќе се охрабри судскиот совет да разреши судии кои што има гласини, ние сите слушаме секојдневно и немаме докази, ако не може обвинителството и судскиот совет, ако не можат институциите, кој може да ги разреши тие судии? Тоа е генералниот проблем кај нас. Затоа што граѓаните немаат пристрапност до правдата поради корумпирани судии. Затоа што они се таму на пазар, кој ќе даде повеќе? И тоа пак ќе кажам, не се тоа многу судии. Малку се, ама го валкат образот на сите судии. Нема да зборуваме за конкретни работи и нема да имаме резултати. Ако си реплицираме, само за да се рече дека си реплицираме. Бројки ги гледаме и ние. Јас го анализирав целиот извештај. Имало решено стари предмети, па нормално тоа има работа. Тоа има работа, тоа што затаиле и што ги пикале во фиока, да видиме каде е проблемот и што е причината за сето тоа. И тогаш ќе имаме резултати, колешки. Ви благодарам.